Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Денеска е првиот ден кога берзите го чувствуваат ефектот од намалувањето на кредитниот рейтинг на САД. И не е розово. Ова е тема број 1 овде и во светот. Започнуваме со Европа. Европските берзи забележаа пад во текот на денешниот ден на тргување. Лондонски Financial Times зборува за пад од 1,86% или 95 поени, а парискиот индекс од 2,42 или 79 поени, додека франкфуртскиот падна 2,89% или 181 поен. За Азија и Америка ќе зборуваме малку подоцна, а сега само напомена дека златото се разменуваше за $1 и 706,86 пунца. Американскиот долар е многу послаб од главните валути во светот. Но Европа е загрижена и за својата должничка криза. Европската централна банка најави дека ќе купи владини обврзници од Италија и Шпанија во обид да ги смири пазарните нервози во еврозоната. Во соопштението од неделата, банката ги поздрави плановите на двете земји за економски реформи и мерки за намалување на задолженоста и повика на нивна брза имплементација. Банкарите одржаа итна телефонска конференција со цел да ја смират нервозата на пазарот спроти денешното отворање на берзите. А другите вести, висока американска владина делегација допатува во Кенија да го процени влијанието на регионалната суша и да разговара за можностите за помош со кенијски државници. Тимот го предводи Џил Бајден, сопруга на американскиот потпредседател. Таа ги посети бегалските кампови во Дадаб, каде се сместени илјадници сомалиски бегалци. Белата куќа објави дека патувањето на Џил Бајден има цел да покаже американска определба за да им се помогне на жртвите од сушата на рогот на Африка. Обединетите нации велат дека повеќе од 12 милиони луѓе во овој регион на Африка имаат итна потреба од храна. Глобалните пазари продолжуваат да имаат негативна реакција на првото во историјата намалување на кредитниот рейтинг на САД од агенцијата Standard & Poor's. За ова и за американските реакции во продолжение на емисијата. Главните индекси ширум Азија денеска забележаа пад меѓу 2 и 4%. Вредноста на акциите опадна и на берзите во Њујорк. Негативен тренд е забележан и на берзите во земјите од Блискиот исток. Френсис Лун е извршен директор на компанијата Lionsin Holdings. Тој вели дека реакцијата во Азија била подобра од очекуваното, но сепак инвеститорите се песимистички расположени за иднината не само заради тоа што САД го загубија врвниот кредитен рейтинг, туку заради забавениот економски развој како во САД, така и во Европа. Американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер изјави дека агенцијата Standard & Poor's направила ужасна проценка кога во петокот го намалила кредитниот рейтинг на САД од 3-кратно А на АА+. Гајтнер додаде дека агенцијата покажала, цитираме, неверојатен недостаток на знаење за математичките методи за оценка на федералниот буџет. Намалувањето на американскиот рейтинг е показател дека владините обврзници во моментов се поризична инвестиција. Представници на Standard & Poor's предупредуваат уште едно можно намалување на кредитната способност на САД за околу 6 месеци од сега. Секретарот Гајтнер сепак охрабрува дека Соединетите американски држави имаат мощна, отпорна и силна економија. Тој убедува дека американските обврзници се апсолутно безбедна инвестиција и дека не постои ризик од САД нема да можат да ги исполнат своите обврски. Оригинална идеја како младите од Вашингтон летово да заработат некој долар, а воедно и да се забавуваат. Преку програма на градските власти работат во Националната галерија за портрети, оживувајќи ја уметноста. Еве како. Наликува на театарска представа, но нема бина ниту завеса, а се одвива во музеј. Small change, but it was all I had when I decided to start. Тейлор Марш наликува на помлада верзија на жената од портретот зад неа. Застапничката за образование и граѓански права од 60-тите Мери Меклоуд Бетун. Марш е една од 10 учесници кои учествуваат во проектот Живи портрети во Националната галерија за портрети во Вашингтон. Програмата трае 6 недели, а со неа раководи Гери Провост Лајонс. They choose a portrait
and they do research. Избираат портрет, прават истражување за таа позната личност, а потоа во соодветен костум настапуваат со монолог што самите го пишуваат. Рашаван Александер ја портретира музичката звезда од латиноамериканско потекло Селена, која во 1995 ја уби обожавател. Имаше само 23 години. Ја избрав бидејќи има многу заедничко со неа. Таа сакаше, а и јас се залагам за добро состојба на децата во нашите заедници. Синди Хол ја избрала холивудската звезда Кетрин Хепбурн, која почина во 2003. Не знаев ништо за неа, кога видов нејзин портрет изгледаше не баре ангелски, не секојдневно. Признава дека пред да се вклучи во програмата. Не минував многу време во музеи, иако сум родена и живеам во Вашингтон. На учесниците не им пречи што ги носат тешките костуми на летните горештини. Покрај оживувањето на историјата, најверојатно помага и платата од $7,25 по час. Пластична направа во величина на кредитна картичка е новиот револуционерен начин за тестирање на човечка крв за инфективни болести. Гледате за ова утре во Newsflash. Екстремно веродостојна диагноза за само 20 минути. Од ХИВ до сифилис. Ја викаат лабораторија на чип. За светот во развој, големо ветување. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за многу повеќе содржини појдете и на нашата веб страница. Адресата е glasnaamerika.com. До гледање до утре.